Светиот великомаченик Георгиј потекнувал од малоазиската област Кападокија и живеел кон половината на 3 век. Неговите родители биле многу честни луѓе и побожни христијани. Тој бил образован и храбар, поради што добил висока служба во војската, а подоцна императорот Диоклецијан го поставил и за член на Државниот совет. Сепак, кога Диоклецијан започнал жестоки прогони против христијаните, Свети Георгиј му се спротивставил, земајки ги под заштита неправедно прогонетите и самиот признавајќи дека верува во Исус Христос. Тоа го разбеснило императорот, кој наредил веднаш да го затворат и да го подложат на најжестоки измачувања. При таквите измачувања Георгиј бил положен на грб, нозете му биле ставени во клада, а врз него бил поставен голем и тежок камен. Подоцна бил ставен и на тркало под кое имало долги и остри шајки, што му го парале телото. Бил тепан со воловски жили, му била облечена усвитена облека, 3 дена бил држан закопан во земјата. Му било дадено да испие отров, а на крајот, кога неговите джелати виделе дека е решен да остане во верата, му ја пресекле главата. Токму затоа Свети Георгиј е наречен победоносец, зашто со својата истрајност ги победил джелатите и останал до крај во верата. Долго после неговата смрт, Свети Георгиј останал многу почитуван и популарен кај народот како човек кој издржал големи измачувања. Народот го вметнал во легендите и му препишал многу јуначки особини од митологијата. Токму затоа, Свети Георгиј денес се насликува како јунак на конј, кој со своето копје ја убива страшната ламја која е символ на злото. Многу цркви и манастири денеска го носат името на Свети Георгиј, а овој празник за многумина граѓани представува и голема домашна слава. Свети великомаченик Георгиј Победоносец. Ѓурѓовден. Христос воскресе! Истина воскресе! Христос воскресе! Истина воскресе! Христос воскресе! Истина